Врештената ситуација во Штип за предвремените локални избори не стивнува и покрај пандемијата со COVID-19 и огромното зголемување на бројот на заразени од истата, СДСМ не го менува ставот во врска со тоа дека избори треба да има. И претходните предвремени парламентарни избори се случуваа во ваква ситуација, а сведоци сме дека поминаа во најдобар ред. Она што беше предвидено уште пред 2 месеци, тоест штипјани да добијат нов татко на градот, треба да помине без прекини. Живееме во време на пандемија, кој што веќе повеќе од 10 месеци ја тишти земјата. Меѓутоа, ние не знаеме уште колку долго време ќе живееме со оваа пандемија, заради тоа што не е само да излезе вакцината против овој вирус, додека се вакцинира целата популација на земјината топка, ќе поминат уште година и пол додека се стекне колективен имунитет против оваа пандемија. Во врска со предвремените локални избори кои што беа најавени уште пред 2 месеци, тоа е нешто што мора да се случи заради институционално функционирање на општина Штип и како така без избран нов градоначелник кој што ќе биде со мандат од 8 до 10 месеци, ќе влеземе во една институционална криза каде што повторно ќе имаме една од поголемите општини во Македонија да биде без свој градоначелник и тоа значи проблем општествен, социоекономски за сите граѓани на град Штип. Во врска со ставовите на опозицијата кои што во почетокот на оваа пандемија излегува со став дека овој вирус е изведен само заради тоа да господинот Зоран Заев ги пролонгира предвремените парламентарни избори, па подоцна да излезат дека се против воведување на вонредна состојба, па потоа беа против прекинување на вонредната состојба, па бараа предвремени избори, па повторно бараа повлекување и пролонгирање на предвремените парламентарни избори, за на крајот повторно да излезат на истите и да ги загубат. Истото се случува и сега, каде што можеме впрочем и да ја слушнеме изјавата на нивниот председател господин Христијан Мицкоски, кој што на некаде мислам на 23 октомври излезе со став дека ќе учествуваат на овие предвремени локални избори, за да после неколку дена повторно го смени ставот, да каже дека нема да учествуваат и сега како причина за тоа неучествување да ја наведуваат пандемијата. Приоритет на Социјалдемократскиот сојуз и пред јас како доктор Сашко Николов, приоритет е здравјето на моите сограѓани, здравјето на нашите сограѓани ќе го имаме со почитување и пременување на сите мерки и протоколи кои што ги носи Министерството за здравство и практично само на тој начин ние ќе можеме да се заштитиме. Со излегувањето на организирани протести, со организирањето на демонстрации во време на пандемија, тоа е ризикот и тоа е проблемот кој што може да предизвика уште поголема здравствена криза во оваа пандемија. Организирањето на предвремени локални избори со последување на сите протоколи и на сите мерки за заштита од COVID-19, како што беше впрочем и на парламентарните предвремени избори, каде што Социјалдемократскиот сојуз водеше една кампања која приоритет беше здравјето на населението во Република Северна Македонија. Истото ќе биде и сега новија предвремени локални избори, каде што првенствено ќе биде грижата и главниот чин ќе биде грижата и здравјето на населението во Штип, а потоа да се овозможи на еден сигурен здравствен начин да секој граѓанин на град Штип си го излезе, си го изврши своето демократско право на гласање и да го заокружи кандидатот за кој што смета дека ќе биде најдобар кандидат за да биде новиот градоначелник на град Штип. Доктор Сашко Николов останува предлогот за кандидат за градоначелник на општина Штип од редовите на СДСМ. Одлуката е помината во Централниот одбор на СДСМ, а вечерва е предвидена општинска конференција на која истата одлука ќе биде потврдена и јавно соопштена, дознаваме од Николов.